Добар ден, ученици! Добре дојдовте во денешната училница. Јас сум оделенски наставник Виолета Ѓоргиевска од Општинското основно училиште Александар Македонски, општина Аеродром од Скопје. Оваа видеолекција е по предметот математика за ученици од 4-то оделение. Во оваа видеолекција ќе се обработи наставната содржина за окружување на најблиската десетка или стотка од темата број и решавање на проблем. Наставната цел која треба да ја совладате со оваа содржина е да знаете да заокружувате 3-цифрени и 4-цифрени броеви до најблиската десетка или стотка. За да го совладате тоа, ученици, внимателно следете лекцијата. Најнапред ќе стане збор за месна вредност на цифрите. Да се потсетиме како се одредува месна вредност на цифрите. За пример, ќе го земеме бројот 5629. Бројот 5629 треба да го разложиме на единици, десетки, стотки и илјади. Во бројот 5629, цифрата 9 ја има месната вредност единици. Цифрата 2 ја има месната вредност десетки, цифрата 6 ја има месната вредност стотки, а 5 илјадарки. Ова го споменуваме затоа што понатаму во објаснувањето треба да одредувате месна вредност. Заокружување на најблиска десетка. За да заокружиме на најблиска десетка, ќе искористиме табелата стотка. Во табелата стотка, ученици, внимавајте, се наведени броевите до 100, меѓутоа од левата страна се прикажани претходните десетки, од десната страна следната десетка е прикажана, па прашањето е дали бројот ќе го заокружиме на претходната десетка или на следната десетка. Значи, овде имаме една црвена стрелка, која што како граница или пречник ни укажува на тоа дека броевите од левата страна на оваа граница се заокружуваат на претходната десетка. Ќе видите зошто, а броевите од десната страна се заокружуваат на следната десетка. Тоа е така, ученици, бидејќи секогаш во математиката се почитува правилото кое гласи: ако цифрата на единиците, значи сега ги гледаме единиците, ако цифрата на единиците е 4 или помалку од 4, 3, 2, 1, тогаш бројот се заокружува на претходната десетка. Ако пак цифрата на единиците е 5 или повеќе од 5, 6, 7, 8 или 9, се заокружува на следната десетка. Така гласи правилото и со почитување на ова правило да наведеме неколку примери кои ќе ги заокружиме или на претходната или на следната десетка. Да видиме дали бројот 22 ќе го заокружиме на претходната десетка на 20 или на 30. Па видете, ученици, бројот 22 е поблиску до 20. Меѓутоа исто така со почитување на правилото, бројот 22 на местото на единици има цифрата 2, па го заокружуваме на 20. Бројот пак 28 е поблиску до 30 и на местото на единици бројот 28 има цифрата 8. И според правилото бројот 28 го заокружуваме на 30. Земете било кој број за да повежбате. Да го земеме бројот 71. Бројот 71 е поблиску до 70, односно бројот 71 на местото на единици има цифрата 1. Па бројот 71 го заокружуваме на 70. Бројот 79 е поблиску до 80, но бројот 79 на местото на единици според правилото има цифра која е поголема од 5 и ги заокружуваме на следната десетка. Се надевам дека со ова објаснување ви стана јасно како заокружуваме број на најблиска десетка. Одиме понатаму, преку уште еден пример да се заокружат до најблиска десетка броевите 24 и бројот 27. За да ви е полесно, можете да си нацртате бројна оска на која ќе ги запишете броевите од 20 до 30. Па прашањето ќе биде дали бројот 24 ќе го заокружиме на претходната десетка на 20 или на следната десетка на 30. Бројот 24, ученици, на бројната оска е поблиску до 20. Меѓутоа ние го почитуваме правилото
Потсетете се на правилото, ученици. Ако цифрата на единиците е 4 или помалку од 4, тогаш окружуваме на претходната десетка, значи бројот 24 има на местото на единици 4 и го заокружуваме на 20. И сите броеви 24, 23, 22, 21, бидејќи на местото на единици имаат цифра 4 или помалку од 4, ги заокружуваме на 20. А бројот 27, бидејќи на местото на единици ја има цифрата 7, а правилото гласеше дека ако цифрата на единиците е 5 или повеќе, заокружуваме на следната десетка. Бројот 27 го заокружуваме на бројот 30 или велиме дека бројот 27 е приближно еднакво на 30. Откако ова ви го објаснивме, се надевам дека ученици вие ќе можете сами да ги решите следните задачи. Еве првата задача, примерот ви е решен веќе. Заокружи го секој од следните броеви на најблиска десетка. Бројот 24 на местото на единици има четворката. Значи 24 го заокружуваме на 20. 236 е трицифрен број, меѓутоа кога го заокружуваме до најблиска десетка, ја гледаме повторно единицата и бидејќи таа е според правилото поголема од 5, тогаш заокружуваме на следната десетка, значи 236 го заокружуваме на 240. 921 на местото на единици има бројот 1, ја има цифрата 1, извинете, и го заокружуваме на 920. Уште неколку примери, ученици. Бројот 31 на местото на единици е цифрата 1, го заокружуваме на 30. Во бројот 145 на местото на единици ја имаме петката, според правилото се окружуваме на следната десетка, тоа е 150. На 70, бројот 755 на местото на единици има цифрата 5 и заокружуваме на следната десетка 760. Следната задача сами вие решете ја. На забавата имаше 148 луѓе, колку е тоа приближно, ученици? Можете, за да си олесните работата, да си нацртате бројна оска на која ќе ги запишете броевите од 140 до 150. И овде гледаме дека на бројната оска бројот 148 ни е поблиску до 150. Па според правилото, ученици, бројот 148 на местото на единици има цифрата 8 и го заокружуваме на следната десетка, односно на 150. Следната задача гласи: автомобилот потрошил 652 литра бензин. Бројот 652 е приближно еднакво на 650, бидејќи на местото на единици имаме 2. Ѓорги направил 357 колачиња. Ја гледаме единицата. На местото на единици имаме цифрата 7. Значи, според правилото, бројот 357 го заокружуваме на 360, ученици, така е. И уште една задача, за представата се продале 143 билета, да видиме бројот 143, дали ќе го заокружите на претходната или на следната десетка. Така е, ученици, бидејќи бројот 143, на местото на единици ја има цифрата 3, го заокружуваме на 140. Бидејќи ова го совладавте, како се заокружува број на најблиска десетка, преминуваме сега на заокружување број на најблиска стотка и повторно користиме табела до 1000, во која што забележуваме црвена линија како граничник, како граница, која што ни покажува дека броевите од левата страна на црвената линија се заокружуваат на пониската стотка. Броевите пак од десната страна на црвената линија се заокружуваат на повисоката стотка. Зошто е тоа така? Бидејќи се почитува правилото, кое пак овдека малку е зменето и гласи: за да заокружиш број на најблиска стотка, погледни ја цифрата на десетките. Значи, овдека, ученици, ја гледаме цифрата на десетките. Доколку цифрата на десетките е 4 или помалку од 4, 3, 2, 1, тогаш не се менува цифрата на стотките. Значи, ученици, цифрата на стотките останува иста, а на местото на десетките единиците се запишуваат нули. Ако пак цифрата на десетките е 5 или повеќе од 5, 6, 7, 8, 9, тогаш, ученици, се заокружува на следната стотка, а на местото на десетките се запишуваат нули. Тоа ќе ви биде појасно преку следниве примери.
бројот 2345 заокружен до најблиска стотка ќе биде на 2300. Зошто? Бидејќи ја гледаме цифрата на десетките и рековме дека ако цифрата на десетките е 4 или помало од 4, тогаш не се менува цифрата на стотките и бројот го заокружуваме на 2300, а на местото на единици и десетки се запишуваат нули. Значи бројот 2345 ќе биде приближно еднакво на 2300. Правилото гласи исто така дека доколку на местото на десетките имаме цифра која што е 5 или повеќе од 5, заокружуваме на следната стотка. Значи бројот 4568 на местото на десетките имаме цифрата 6 и бројот 4568 ќе го заокружиме на следната стотка, а на местото на десетки единици ќе остане 0, значи ќе се запише цифрата 0. 4568 заокружен ќе биде на 4600. Заокружување на најблиска стотка преку неколку примери. Да се заокружат до најблиска стотка броевите 3430 и бројот 3470. За да си олесниме работата, повторно запишуваме една бројна оска и на бројната оска гледаме дека бројот 3430 е поблиску до 3400, а бројот 3470 е поблиску до следната стотка 3500. Меѓутоа, според правилото исто така, секогаш го следиме правилото, и според него, доколку на местото на десетките имаме цифра која што е 4 или помалку од 4, 3, 2, 1, тогаш се окружуваме на предходната стотка. Така е. Значи цифрата на стотките не ја менуваме, а на местото на десетки единици ставаме 0. Па броевите 3440, 3430, 3420, 3410 ќе ги заокружиме сите на бројот 3400, значи на предходната стотка. Следниот пример ни беше за бројот 3470. Гледаме дека во бројот 3470 на местото на десетки имаме цифрата 7 и според правилото сите броеви кои што на местото на десетките имаат цифра 5 или повеќе од 5 ги заокружуваме на следната стотка 3450, 3406, 3470, 3480 и 3490, сите ќе ги заокружиме на 3500. Значи, според примерот, бројот 3470 ќе го заокружиме на бројот 3500 на следната стотка. Овие ученици задачи се за вас. Ќе ве замолам да ги решите задачите, припа да секогаш го имате во предвид правилото. Заокружи го секој од следниве броеви до најблиската стотка. 4170, 6543, 2500, 5365, 7892, 1232, 8949 и 3162 треба да ги заокружите до најблиската стотка. И според правилото ученици, внимавајте која цифра е на местото на десетките. Ако цифрата на десетките е 4 или помало од 4, тогаш ученици не се менува цифрата на стотките, а на местото на десетките единиците запишувајте нули. Ако цифрата пак на десетките е 5 или повеќе од 5, тогаш ученици се заокружува на следната стотка, а на местото на единици десетки запишете нули. Се надевам дека со ова ви се јасни задачите и дека без проблем ќе ги решите, имавте доволно време. Сега ученици ќе ви ги прикажам задачите за да си ги проверите дали ви се точни. Се надевам дека сите точно ги решите задачите. Бројот 4170 заокружен до најблиска стотка ќе биде на 4200, бидејќи на бројот на местото на
десетки ја имаме цифрата 7. Бројот 6543 ќе биде заокружен до 6500, бидејќи на местото на десетки имаме број кој што е помалку. 5, го имаме бројот 4, 2500 ќе остане 2500, 5365 на 5400, 7892 се заокружува на 7900, 1232, бидејќи на местото на единици имаме цифра 3, заокружуваме на 1200, 8949, 8900, значи цифрата на стотки не се менува, а на местото на единици десетки сме запишале нули, и 3162, бидејќи на местото на единици имаме 6, заокружуваме на следната стотка 3200. Браво, ученици! Се надевам дека сите точно ги решите задачите и кога веќе оваа лекција ви е усвоена, можеме да зададеме домашна задача. Таа гласи: повторете ги правилата за заокружување трицифрени и четирицифрени броеви до најблиска десетка или стотка. Вежбајте ученици со извлекување на картички на кои се испишани броеви. И заокружувајте до најблиска десетка или до најблиска стотка. Решете ги задачите потоа во работната тетрадка на страна 6 и 7. Ви посакувам пријатна работа. Довидување!